Милошевски вика во изјава дека Јанева действува со партиски наредби на ЗАФ на СДСМ, дека ги исполнува нивните наредби и дека е мотивирана од политичка агенда. Нели е ова некоја форма на притисок и кога претходно се случило власта всушност да врши ваков притисок и да критикува одлуки кои што ги донело легитимно обвинителство? Генерално мислам дека право е и на политичките партии, и на новинарите и медиумите да коментираат, да изградат своји ставови за работата на обвинителот, за работата на судот. Тоа не е спорно. Меѓутоа мислам дека последните неколку денови се води така наречена специјална војна, специјална психолошка војна против специјалниот јавен обвинител. Се работи за целосна политизација на овие институции, на обвинителствата на судот, под целосна контрола се на владеачките партии и мислам дека тука е судирот сега со јавниот обвинител, специјално јавен обвинител, дали тој ќе прифати политички ангажман, односно ќе работи по диктат на партиите, или пак ќе биде самостоен, ќе работи согласно неговите уставни надлежности, законски властувања. Така да работата е сосема јасна. Во оваа држава институциите не функционираат самостојно, не се резистентни на политички и друг вид влијанија и доколку специјалната јавна обвинителка промовира уставна законитост и законитост, мислам дека ќе се соочи со одредени проблеми, политички влијанија и своевидни притисоци. Катица Јанева, но и незиниот тим треба да одолеат на било каков вид политички притисоци, затоа што тогаш кога ја промовиравме, кога ја предложиме за специјален јавен обвинител во парламентот, тогаш јас коментирав дека поддршката што ја дават политичките партии не е искрена. Тие секогаш тргнуваат од тоа дека таа ќе се занимава со политичкиот противник. Доколку започне со кадри од сопствената партија, тогаш таа ќе биде изложена на силен политички притисок. И тоа се случува. Мислам дека треба таа да биде отпорна на било каков притисок, затоа што таа има уставни, законски механизми. Доминантна е практично специјалната јавна обвинителка во водењето на кривична постапка и има право да ги користи сите законски механизми околу отпочнување и водење на кривична постапка, сврзане со кривични дела кои произлегуваат од прислушуваните разговори. Генерално мислам дека треба да одолее на било каков вид на политички притисоци, независно дали доаѓа тоа од партијата на власт, од државни институции. Довербата што е дадена е огромна. Парламентот во целина застана зад неа со очекување дека таа ќе работи независно, непристрасно, неселективно и дека ќе ги води до крај сите постапки што се очекува од неа да ги води и за кои се разбира мора да обезбеди соодветни цврсти материјални докази. Добро, очекувани ли се овие притисоци врз специјалното јавно обвинителство, затоа што имаме не само јавен притисок, кој што преминува во јавен линч од страна на некои провладени експерти, туку имаме и тежното функционирање, зашто и самото специјално јавно обвинителство се пожали, за кое што рече дека ќе има повеќе детали во следниот период. Имаме и закон кој што го предложија до парламентот, но кој што владеачката партија одби да го поддржи. Очекувавме ли ова како форма на обструкција, на притисок, на напади? Повие се граничат со блекмейл, со класични уцени. Мислам дека сосема е известно дека и натаму ќе проđат притисоците, ќе се обструира незината работа, посебно можна е системска институционална обструкција од државните институции кои што треба да соработуваат со специјалното јавно обвинителство, кои што треба да дават одредени информации, податоци и докази. Тука е, мислам дека системската обструкција ќе биде присутна, но специјалното јавно обвинителство мора да најде начин како и на кој начин практично ќе обезбеди сите неопходни материјални докази за иницирање на постапка. Сето тоа мислам дека е веќе видено во Република Македонија. Притисоци се присутни, но ова се граничи со класични притисоци, се работи за класична уцена, затоа што читам дека
дури и определуваат веќе колку години треба да леже затвор, најмалку 3 години и така натаму. Мислам дека нема друг систем освен да работи по уставот, со законите, да ги спроведа законите и ако се држи до законот, ако не прифаќа никакви политички притисоци и влијанија, мислам дека само тоа може да штити објективноста, непристрасноста и работење по согласно со законот и уставот. Може ли да очекуваме поинтензивна форма на напади, обвинувања и клевети спрема Јанева, затоа што имаме, например, во провладините медиуми, каде што експертите кои што се настроени кон владата, го повикуваат народот против неизет. А од друга страна, војнина во следниот период најверојатно ќе се соочиме со обвиненија против владини функционери. Значи, нема да преюдицирам со што се ќе се соочи Катица Јанева и незиниот тим во наредниот период. Независно од тоа, повикување на протести, на јавен линч, мислам дека тоа се крајно несериозни најави и дека тоа е само во функција на заплашување на Катица Јанева. Таа мора да работи транспарентно, нивните одлуки да ги подкрепи со сериозни податоци, информации, но пред се докази. Тоа е незината одбрана, а се друго може да биде пред на спекулации, на задкулисни игри, на разни видови на притисоци, но мислам дека законот и парламентот како највисок законодавен дом ја штити Катица Јанева да истрае во определбата што ја договорија 4 лидери на партиите дека треба докрај да се расчисти аферата Пуч, односно масовно прислушување на телефоните на голем број на граѓани. Треба да се проверат сите информации и сознани кои што произлегуваат од прислушуваните разговори. Тоа е обврска на Катица Јанева, затоа таа ќе прима плата и незиниот тим. Има сериозни проблеми, сериозни пречки, но мислам дека сепак зависи од цврстината, од незината цврстина, дали ќе работи и ќе отвори постапки против сите оние за кои што има елементи дека на еден или друг начин го прекршили уставот и законите. А дали ова можеме да го наречеме како паника во редовите на владеачката партија? Па мислам дека не е во паника владеачката партија или па државно-политичкиот врв, апсолутно не е во паника. Тие си имаат своја стратегија и сосема легитимно е да градат стратегија на одбрана. Значи, главната стратегија на владеачките партии и на ВМРО, помени и на ДУИ е одбраната да ја практицираат преку медиумите. Медиумите се вклучени во највалкана кампања и мислам дека без разлика што тие иницираат, тие само диригираат, но најпрлевата, највелканата кампања се одвива преку медиумите и тука нема решение затоа што повеќе од нив се приватни медиуми, тие за тоа се добро платени, со таква кампања тие имаат огромен прилив на средства, така да не очекувам некаква промена во тој дел околу оваа медиумска манипулативна кампања што трае повеќе од година дена. Ако е тоа легитимно, ако е тоа легитимно однесување на политичка партија, дали повторно станува забрзена политичка некултура за која што зборуваше и председателот на државата? Знаете што, не е легитимно да дискредитирате противници преку медиумите без за тоа да постојат сериозни факти докази. Апсолутно не се работи. Но тоа може да го прават политичките партии и дури медиумите може да го прават тоа. Ја немате механизам за заштита. Така да околу тоа, значи во Република Македонија имаме култура на меѓусебни обвинувања, дискредитирање, но немаме култура на градење заедништво или единство за некои клучни прашања. Клучно прашање за кое што треба да имаме единствена, да имаме заеднички став, е тоа институциите да функционираат независно од волјата на политичките партии. Меѓутоа тоа не е пракса. Нашите институции се под тотална контрола на политичките партии и тука е клучниот проблем. Тие не функционираат и тие очекуваат насоки како да постапат. Ако обвинител очекува насока од владеачката партија или судот, каква мерка, каква казна да определи, тогаш за какво владење на правото ние можеме да зборуваме. Се работи, значи,
за разорување на целокупниот систем во Република Македонија и затоа сме во една ваква политичка криза. Криминалот, корупцијата разорно делуваат во сите држави и Република Македонија е длабоко криминализирана држава. Излез е ефикасна борба против корупцијата, против криминалот, меѓутоа за сега нема политички амбиент за една таква ефективна борба. Може ли ваше лично мислење во однос на одлуката на Катица Јанева, односно предлогот до судот да се укине притворот на двајцата обвинети, Верушевски и Ѓорѓе Лазаревски? Според вас, дали може би пуќе е монтиран процес и дали тоа разврската на самиот предмет на самиот случај може да го покаже? Значи, Катица Јанева, согласно законот за јавно обвинителство, е доминантна во водење на постапката. Таа ги има сите законски механизми да действува во насока на утврдување на фактичката состојба. Така да иницијативата од адвокатите за ослободување на Зоран Верушевски е легитимна. Катица Јанева проценила дека тој треба да биде на слобода и дала соглас за тоа. Сега одлуката е кај судот. Инаку, генерално гледано, јавниот обвинител е практично доминантен и не верувам дека може да се продолжи притвор од страна на судот. Штом обвинителот предлага други мерки за да го обезбеди обвинетиот, односно Зоран Верушевски, за кого се води постапка, и верувам дека таа постапка ќе продолжи и судот е тој што ќе донесе конечна одлука. Независно од сите овие сега притисоци, закани, медиумска кампања, сепак јас мислам дека главниот напад е спрема судот. Значи, тој го предупредува сега власта да води сметка каква одлука ќе донесе по иницијативата или по барањето или согласноста на специјалната јавна обвинителка. Така да, неспорно е дека живееме во едно исклучително сложено време и сепак мој апел би било до сите обвинители, до судот да одлучуваат согласно фактите, доказите, да ги тргнат на страна можните политички влијанија, независно како се избрани за обвинители, за суди по предлог на која политичка партија, сепак тие треба да го почитуваат уставот и законите. Тоа е гаранција дека нема да направат грешка. Се друго се калкулации, тргнување од личните интереси, заштита некакви други политички интереси, што апсолутно не е прифатливо за владење на правото во било која држава и кај нас.